Работници од Филипини, Индија, Бангладеш, но и Непал се бараат во текстилните компании во регионот. Една од најуспешните компании, Амор од Кочани, е меѓу заинтересираните за увоз на работна сила од Непал, потврдува за ТВ Стар собственикот Огнен Јовиќ. Па не само Амор, ја мислам дека сите други компании во Македонија дека имат потреба од увоз на работна сила од странство, која што за разлика од нашите работници се далеко попродуктивни. И мислам дека на тај начин ќе се реши барем дел од проблемот со недостаток на работна рака во Македонија. Според Ангел Димитров, главниот менаџер на Светиниколска мода и представник на Организацијата на работодавачи, најголем интерес компаниите пројавуваат за работниците од посочените азиски земји. Па Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, во последно време нудат обучени работници, дури некои агенции велат дека точно можат да дадат работник според потребите фактички за која операција работник што работел таму, затоа што факт е дека и таму постоела текстилна индустрија. Огромниот недостаток мора итно да се компензира, бидејќи годишно од овој сектор по разни основи заминуваат од 2 до 3000 работници. Само за текстилна индустрија некаде 2 до 3000 работни места фалат годишно за да се одржи на некое си ниво, бидејќи падот на бројот во текстилната индустрија е страшен. 23.000 работници по разни основи за последните 4 години ги напуштија текстилните хали. Тоа е доволен аларм, подитно оваа дупка да се пополни со странска работна рака. Едногласни се текстилните менаџери. Во Штип, во Кочани највише се одразува тоа, може и во помалите места кај што луѓето покрај работно место имаат и домашни некои газдинства, земјоделски своји стопанства, може би помал проблем, но генерално секаде е изразен проблем.